Ето и летото помина. Си замина. Времето и понатаму променливо, како нашата демократија, а ние, како што реков веднаш, стабилни како нашата економија. Подобро нема, затоа добро вечер од срце на сите, колку и да ве има, затоа што ве сметаме за искрени пријатели, како што ги сметаме и нашите поддржувачи. Минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, а јас топло ја препорачувам за добра кондиција. Секогаш да сте свежи, конзумирајте Визијана. Партнерите ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, верувам дека ги имате досега вкусено. Тука и Алфи Техноцентар со двата салона во Скопје и Куманово, иако на две места, тоа е единствено место каде имате се на едно место. Производите на Ари се тука, тие секогаш ви гарантираат дека ќе имате чиста околина, тоа е многу важно за здравјето на секој еден од нас. И незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете или веќе сте го доживеале во етно село Тимчевски и секако најавата за нивниот најнов објект кој навистина е преубав, ќе го видите подосна. Започнува од 2025, не е единствен, ама ќе биде еден. Така ќе се вика ресторанот, каде веселби ќе организираат луѓе од цела Македонија. Така. Ке имаме и промени. Да, тоа заборави да ви кажам, ке имаме и промени оваа сезона, која е 11-та поред и се надевам дека ќе ни донесе среќа. Пред се затоа што внатре имаме две единици. Еден. Толку малку единици. Не сум имал дури од основно. Имаме и нов изглед на студиото, благодарение на Алфи Техноцентар, благодарност за тоа. Ке имаме промена на начинот на третирање на гостите, што ќе го видите од следната емисија, и некои квалитативни промени и во играниот дел од емисијата, исто и тоа ќе го видите од следната епизода. Така да се менуваме и ние, нели? Се менуваме ние, слично како што се менуваат и оние по секој избори, знаете. Кој е на власт, тој е со нас. Сега по најново ВМРО е на власт, си победи, нели, и тоа дебело, со 57 пратеника, на кој сум грешка, 57, 86, не е важно. Се формираше и таа нова влада, нели, помина 100 дена, дека гледаме некоја драстична промена, не знам, не гледаме, ама ајде да му оставиме време на времето, што би рекол Мицкоски. Така е тоа кај нас, така си е, вообичаено, со години, кучињата како нас си лаат, а караванот нивен си врви без проблем. Ние слушаме едно, тие велат, гледајте друго. Да бе, како што рекол тој, не ме гледај шо правам, слушај ме што ти зборувам. Ќе почнат да ни ставаат капки за очи во уши, па ќе видите тогаш како има да слушаме. А не вака, само за пари. Само за пари се зборува, пари, само дека краделе пари. Кој бе краде пари? Па политичарите, барем тоа ни докажа овие 30 на години, дека парите и не се толку важни. Еве еден пример, например, еден политичар со украдени 11 милиони евра е исто толку среќен како друг политичар со украдени само 10 милиони евра. Разлика нема. Единствено кај нас во медиумите има разлика. Има разлика дали се 4 или 8 спонзори, така да ако сакате да сте дел од тоа убаво друштво што го набројав на почетокот, јавете се на телефонот кој од време на време ќе го видите во текот на емисијата. Добре дојде на тој начин. Им посакувам на сите нивно и на сите вас во првата епизода од новиот серијал на Нема љутиш. Прва епизода во која нагости ви го носиме еден од најдобрите млади комичари во Македонија и нашата актерска надеж, кој е присутен на скоро сите театарски сцени во нашата држава. Нашиот Марко Трајковиќ. А освен тоа, еве и ова. Сеќаш ли се на оној сцену од Ниски страсти? Шерон Стоун кад седнува на столче. Последну изведбу отиде у Фреш да си купу нешто за едење за дома, уплаши го продавачко што работи таму. Тато бе, од што ти е помодрело око? Што? Од мислење, синко. Тачно си се види како... Абе, докторе, па јас сак Чекай, виду! Отвори ми ги ти очи, виду ги Бобане! Растот на Македонската комисија според проекциите на Министерство за финансии за оваа година е 2,1%, а за наредната повеќе од 3,5%, додека буџетскиот дефицит 4%.
Zlato, sećaš li se na onu scenu od Niski strasti? Sharon Stone kad sednuje na stolče. Bez gaće sve mu se vidi. Sećam se, Zlato, koji ne se seća na toj. Sećaš se, a? A ne se setiš lep da kupiš, govedo jedno. Ајде уште еднаш, добре дојдовте во новата 11-та сезона на емисијата Нема љутиш. Еве сме во студиото, каде што ќе ви го најавам нашиот гостин, прв гостин во оваа сезона и човек кој има привилегија по втор пат да биде тука. Еден од ретките, Марко Трајковиќ. Браво, бе, Драгане, не га погрешно презиме овој пут, Нели? Прошли пут беше Трајановиќ. Не се сеќам. Не се Исти човек. Исти човек. Знаеш дека пуно пут ми е дилема, оно и сакам да ги прашам луѓе како би се осеќале, дали ако би се викале обратно име и презиме ако смени. Трајко Марковиќ. Дали ќе бидеш нов човек него? Кој би се осеќае како Трајко Марковиќ, Трајко да. Полошо од што се осеќам секому. Сигурно. Сигурно. Трајко, нели тој име се е давало на тие деца што останев. Да трае. Да трае. Да трае. Тоа uvek имало име значење. Да. Тој као Здравко да е здрав. Да, бе, да. А Живко да преживи на тие што ги умирале деца. Да, Има Живко и свако. Трајко исто да истрае. Така да. Да истрае, да издржи без еден. Куда нас 4 генерации веќе траемо Трајковиќи, ама ќе го кратимо тој традиција. Керка ми е Марјановиќ. Така Јас ли? сам во личност менија презиме и брат ми и негови деца исто свике су Марјановиќ. Чуја сам, дилема ми е тој, нели од дедовци, парадедовци се зиму тие презимиња. Малку ми е дилема кај тој треба да се пресече. Има многу генерација, кажемо, 10, 15, 20 со исто презиме. Вајде като одлучиш. Сигурно. Не, а тој Трајко, распраша се малце, дозна, доста курнас човек е бија на времето по кога што се водимо. У фамилија од 16 деца, Трајко бија најнеаки катан, Извини да те прашам, зашто Трајко сега ви кале ако бија курнас? затоа што покасно што ја направија. Трајко од 16 деца фино лепо текне му, нема место за njega у село на дедо ми таму у Опае и земе фино лепо пар ципеле на врат, отиде на печалбу у Америку, не се врати до 35-6 години. Ама кад се врати господин човеку од дело, Машња. бира по село кој го сака, фамилијарен бизнис отварање и по njega наредно поколење Сви Трајковиќ. Сви Трајковиќ. Ама ја пошто ни га знам, ни га познавам и мислам дека доста е и гураја. Соеш до тој смо га памтиле Тако е ли? Трајковиќи. Ќе го пресечемо. Не, кај нас традиција таква, нели, обично кај нас бар у кој те Македонија. браша, Не знам тебе дали не у си Србија, гости. дали у Србија не, тако не, е. не. Ама у Црногору не, они со векови носиме едно Да, презиме. у Црногору тоа е веќе друго. У Црногору со векови носиме едно презиме. Па, тој И прашува. знае се која е фамилија тај и готово, значи. Дилема знае ми е, се, да. дали е тој боле да се смени у некој момент или да се памти оној пред 5 века ја ставло га на идеја од тога, тамо Така, тој првиот да, тој да, тој. да. Знаеш, Па сак дали, тоа е... дали ќе се наđemo. Ali еве на пример Опај кажа. Опа. Мило ми смо суселјани. Моја баба е од Опај. Ете ме десмо се. А Трајко извини да не го е завеѓа, бабу ти. Парадедо или Чукунде. моја баба. Не бе, она е била малецка. Може да ви бие дедо. Премо бе док се јаво на телефон, штрајкуев негде веројатно тој. Штом шупи камен, пишуе, тој значи дека штрајкуев. Добро. Тамо нонстоп има проблем с пут. Еве, и ќе мора да ги исклучи. Стварно, значи... Ама прави ги тамо нов пут, што има да? Снимаш емисију, мора да исклучиш телефон. Не, малку чудно, нели? Ма глупост. Промена друга што го имамо од како не си ни бија туја на гости е тој што овој више не ни е службеник административен, менјамо га малце. Малку идемо нагоре. Последни пат беше у Ќош. Да, беше Сак учор, место на асфалт, сак се да. доближуju Се се прво полак. сезон. Он не беше ни службеник, он беше у Ќош. А службеник ли беше? Не знам дали бија службеник. Па лани беше Административен службеник, стварно. ама сак полак доваѓам, значи у канцеларију, Што каде бе? што, ете, Ја сам очекував туј, наредно на година ниво. тој место шаните да се. Ја мислам дека ќе биде така. Чекај да прашам, што на погоре, па на пониско си сега? Абе, остави ти. На повисоко седеше, бе. Не, ово е деградација куде мене. Само напредица. Знаеш ли зашто е ова? Зашто? Да дам пример како се намалuje државна администрација. А, Еве, пример,
враќамо го у приватен бизнис го стављамо. Јас Да, ќе работи да, без плату, за почеток док се работи докаже. за плату? Али, Ама кој работи за платове? А мене ми е бе. задоволство да доаѓам, бе, да се смее луѓе. Ако треба и од плата, домке до какви нас. паре, бе. Марковче, директен повод за твое гостување овој пут е награда што го доби на Данови на комедију. Награда за главну, не, споредну мушку улогу. тоа е. Споредно мушко. Ја по колку нагласувам мушку. Не, добро е што нагласи. Добро е што нагласи. Да. Не само гледај представу, како се викаше? Како што сакате. Јас сакам. Како што сакате. Без пари, ако може да го гледам, да добiju гратис улазница, нели како и сите. Театар. Кој плаќа за театар, бе? Си. И стварно имamo најко. Дај бе гратис некој има. Поштено луѓе и према нас се понашав како на билетаро да работим. Ја на Данови на комедија ми се јављав чичовци, тетке што не ги ни знам ни познавам. Што е 5 карте за мене, 3 карте за мене, ама не може да си ме забрави. Мене на премиеру Повише само тражим. мајка и брат ми дојде. Толку. Повише тражи од нима карта, него на билетар што тражи. Поштено. Ај кад смо каде награда. Награда, зборче. Чекај, пред да го кажеш овој мојбет, зашто е дилема само, извини, зашто е дилема околу мушка награда? Можда сам малце isfeminiziranu представа, а добивам за Така е. споредно мушко, така Да не кажемо споредно мушко. педер, тоа е забрането. Да, да. И пази се, Педер споредна никако. мушка. Не, педер е данаска, оној што неќе да иде на пиво у кафану с другари, нели? Карактерна особина е. Така е. Да, а оно е женски полни орган, кажам. Ето е. Оној. Ако мислиш што ја мислам, стварно си безобразен. Награда. Останемо на мислење на телевизију сме. Кажи. Награда. Збор. Именка, женски род. Среќа. Именка, женски род. Плата. Храна. Све што е добро, све е женски род, ме. Храна, што знам колку е добра. Катастрофа, исто и тоа. И катастрофа, и тоа е женски род. Веćinom урагани у свет женски имиња имав. Ретко некој мушко. Значи, дали Има они на разлог. свако десето му даде мушко име на урагани? Обично се све тоа е женски. Да, Знаеш? и тоа ли е добро? Па не, тој не е добро, али кажувате. И вика, пази, што било награда? Символично или материјално изразено признание за особени заслуги, успеси и постигања. Па вика примери. Нобелова награда. Може, добро, а? Убаво. Парична награда. Још Најубаво. Још поубаво. И катастрофално. Утешна награда. Утешна награда. Утешна награда е. Чекај да не го завртам наопако. Имаше ли пари во овој награда или? Бе, утешна награда ке кади човек, што? Символично, ти прво нешто што кажа символично, Символично. или материјално, е па Да. символично. Епа символично. Епа символично. Па, Ама добро. добро, па си е награда која на тебе ќе ти значи, така е? Супер, ја таман во оној место у витрину, знаеш како сам бунаш, ја мораше да го изваду денеска да го донесам, ама ќе го вратам. И тоа е дел од награда, нели? Да, тоа е плакетица. Да, комплет иде. Значи, споредна мушка улога. Како си задоволен, не може да не биеш задоволен кога добиеш награду, али уопште од целу представу прием на публику? Прием на публику, на Данови на комедија увек си ми супер проваѓамо. Буквално, ја мислам, кумановска публика се смее и на брашно на Данови на комедија. Они се дошле таму убаво да си пројдев. Каква и да е представа, они се смее, уживав до крај. Оној како цацка кога го видиш, не мора да збори. Не мора ништо да кажа. Представа како представа, ја прво им беше скептик, пошто ипак Шекспира ќе постављамо на Данови на комедија, ми знаеме сви кумановци колку уживав у Шекспира, они без Шекспира не заспивав. Да, така има и така Позната моабети. се- Вајде се буди со Шекспир. Поштено. Не, тоа е пред Да нас се што... биде или да не се биде? Знаеш дека е запознаен с гради во гледач, нели? Како Читаа сигурно, мислам, неколку 100%, пута. 100%. И нема проблем. они затоа се тапале за карта овој годно. Шекспир па Шекспир. И дојде ни режисер од Скопје и направи нешто, адаптација негову на Шекспира, малце поза народ. И мисли супер предесме. Само страме фаќа да видиме колку тој ќе упали надвор од Куманово. Ова е представа генерално направена на памет с кумановци како таргет публика, да видиме надвор од Куманово како ќе пројдем. Мене ми беше дилема дали со тебе на македонски да збору. Знаеш дека малце негде има проблем со кумановски дијалект. Има Негде. проблематично ги е и да не разберев, затоа и ја некад се труду да збору поспоро кад сам пијан, например. Не, ти так не За се да трудиш. Алкохол умоме, се разбере. потруди да ти избориш поспа. Па не е битно, оној друго ја, знаеш, Да, што да. се пројавува. Така да дилема ми беше, ама некако ми чудно со кумановца на македонски да тепам, така да ајде Што почнам. ќе се лжемо ли? Ќе се лжемо ли са? Обично се тепамо на кумановски. Ама и треба на комановски збори, не? Нели, јас сум поборник на тоа да се збори дијалект. Само Чак што више помолека. ја ги сви други гости, пошто нели сви су с некој трачко, ако су скопјани,
Дошло у Скопје од негде, ги терам да зборим на дијалект. Не ти, Еми, го заборавив дијалектот. Како бе, татко, ти, мајка ти те научиле како да збориш, ти си го заборавив О, дијалект. у Австралију Не забрави бива така. македонски типа дијалект. Да. Само ти подлека кад на кумановски, знаеш зашто. Да може да не, да не се изражавам течно. За малце ќе се десеше. Да не излети вилица. Незгодна улога. Незгодна улога, незгодно изнесена. Згодно ли изгледаше, бе? Да, супер згодно изгледаше улогу, незгодна улога и имаше два избора пред да почне да го прави улогу. Викам еден избор е да се исмеваш со тој што го играш, а друг избор е да ga направиш тој мртов озбилен. И јас се одлучи за тој второто. Викам, идемо, посветување. Што треба? Штикла ли треба? Највисоку штиклу го сакам. Да. Што треба? Корсет ли треба? Најтесен корсет. Дури сум морали у аптеку онија да ми купуев тие жене што користив фластери за пупке, пошто ме гребеше маце. Не е улога без жртву направена, значи тоа ни еден случај. Ти си цел улег на улога. Женски муге сам видеа, штикла ми заглави у сцену, не може да се од главу. Пупке ужарени после свако изведба, па не е заебанција. Кило шминка на мене цело време, па чекај. Последну изведбу отиде у Фреш да си купу нешто за едење за дома, уплаши го продавачко што работи тамо. Не се избриша. Шминка. Помисли си како тоа што му лете овдека. Ја беше му забравија бркови од снимање. Си возу и гледам на билкови семафори со стану, луѓе гледам и смеев се, викам бре, Само се молиш да не те заустави. Да. Не се знам, викам гледам го емисију, смеев се луѓе, добро реагира. се смее. Јас сам бркови, човече. Ама кад може жене да искачаш со цртани веќе, што не би могали и ми со цртани бркови? Што е проблем? Цртани? Па да. Па има жене, јас знам, нели, све оскубало што могала се Цртани искубија. со филмови, Куде што треба да се наваѓа веќе, искуби и нацрта. Фоп, кремон. Зашто стварно да го е? Зашто ти не мога с нацртани мустаки да Па искочиш? нели порано ги чупа се, зашто се ги што бричеви ги нацрта? Појма немам, не сум Зашто сега ќе се избричеви ќе го нацртам брат. Не би могало Јасно, зашто е. Марко, кој како што изгледа и сега што дам тешко ме те замисли у такву улогу. А едно реплику. Тешко ги беше. Менјаш ли го глас, како правиш да? Менјам го глас, менјам го манир, менјам све живо и диво. И супер ми беше затоа што имаше инспирација добру. Имаше еден инцидент пред едно годину дана се седнува особа од такво понежно убедување, ама нападан по природу. И требаше да му ударува еден ќутек, арно, ама фино лепо среќа татко му се појави постар човек, па си викаш ајде нема да му удариш ќутек на човека. Чекај, и тебе не ти сметав такви све док не бидем Сведок не су нападни. нападни, ама на никога не му смятав, реално. Док не су нападни. Кад више, кад ќе ти го стави фанему абет, од куде знаеш, не си пробае. Како ти кажа, некој работи Ама он не ли ти го стави? Како има некои работи што неќу да ги пробам баш, како. Али ете, инспириран беше од истинско личност, што го запозна, што ми остана како травма и ја после само го искористи на сцену, го фукна и на Кумановци ги се свиѓаш. О, супер. Тој сакаше да прашам. А и гасте го на друго али место или само Куманово игра? Сек за сек не, на 5 ноември у Гевгелио играмо, на 20 у Струмицу. Добига одговор. Значи, практикуваш да взимаш реални ликови како примери или... Некад. Во овој случај да, во овој случај не, залепи ми како на будалу шамар. Ја своевремено кога го глумеше Досета имаше исто тако еднога лика од Куманово. Инспирација, да. Венцо се викаше, Бог да го прости, али ми беше оној голем дел од негово понашање ga искористи за улогу и дали го ценисва како прилично добро. Тоа е у театар или проваѓа или не проваѓа. Нема. Апсолутно, сега некад ќе пројде, некад не, ама очигледно твое повише проваѓа. Ќе ти кажу нешто што чува вие денови од едного твоега колегу, ако доваѓа од колегу комплимент, ја мислам дека е увек такој има најголему тежину. Вика, Марче можда не почна такова, ама у последно време е најдобар глумац на негову генерација у Македонија, па можда и пошироко. Сега не ежиме, погледа. Не ежиме све ти кажу. Тоа да гледам кад си шарај, како сликовница, бе, брат. Не може да ви докато се не ежиш, извини ма кој. Ништо, Фала му на кој што да правите кажа. ви, тетовирани, како примети женска дека сте узбудени? Па зависи што има нацртано на слика. Тетовирамо стрелки под пупак. Куде се наежиш? Стрелки под пупак имамо тетовирани, на куде да гледам. На психологија го фатиш. Само да не разбрам. Некој може да биде малце незгодно. Компир гледа, месо јаде. Месо јаде. Ајде компир да е.
Трагедија или комедија? Што е дефинитивно твој фах? Комедија поише. Сакам да работам поише комедија, а поише ми дава трагедија да работам. Тоа е еден абсурд невиден од како е што на факултет док беше. Запознаваме као ти што имаш препоруку, увек те прашав, зашто си побиш? И ја како од пушку ги кажа, дечки, јас сум за комедија створен, за Белју 5 години у комедија не игра, само трагедија. И тој некако тој тренд продолжи. Кад ги изброју мои улоги, 70% су трагедија или драме, 30% су само комични. Кога ќе погледнемо филмови нели со некои познати глумци, ги гледаш, овој само негативци игра, мајко. Како да е предодреден за негативца, нема... Тоа е исто куде мене, Да. или швалера или негативца играм, значи нема трето. Нема трето. Еве сек су ме погодиле, швалер. Нема тој како. Не. Знаеш го оној, како е кад ја био мали. Да. Еве сек само што ми искочи филм пред неделју дана, премиера А, беше у нешто го збориме Cineplex. прошли пат, да. Надам се и Кумановци ќе имав шанса да го погледнев у најбрзо време. Уби ги прво децата, иде моментално на репертоар у Cineplex. Тоа е моја прва филмска улога, тако е поголема. Отиде да се гледам, срам ме да се гледам, што да ти кажу, али збору си Кумановски у филм и глуму негативца. Те пача, видивте тетовираного, помислив си, еве го, овој оди по улици и тепа све живо и диво. Не е такој, ама фала ги што десва шансу да се покажемо и на филмско платно. Има ли некоја Тоа е нова нормално. тетоважа од прошла емисија? Цела оваа рука ми е нова. Од прошла Нели емисија. приметиве, ја го разгледавај. Прочита го Ти док го збориш, чека а ни со чита. Сами читат. А ја гледам, нема стави научи, викам, што работи тексти, чита овде Не, што. ова су ми ствари го лични слика, фотографии од фамилију и баш што ме праша за моју омилену фотографију, Добро. мани Се што ќе го видимо. покажемо, плюс го имам и тетовирано. Ајде да го покажемо одма. Може. И Ова е браво. иначе. Еве ќе го видим. Еве ќе го видим. молим. Ќе му Не, скрчиш ќе го руку видим, на Боне. дете. Ово е твоја омилена фотографија, предпоставljam с Не е швалер на мајко ми со татка ми. Не, Ја татко апсолутно ми брат само видиш за брата не сум информиран, за тој погледна малце поубаво. Дали си ти на слику или можда некои твои драги особи. Овај ти е значи омилена фотографија. Што буди кој тебе кад го погледнеш овој фотографија? Највише носталгија да ти кажу право. За какви бесва времиња так и какви су времиња сак. Сега ја имам керку 9 години, постара од што сам ја на тој слику. И гледам у какво време живи и какво е понашање и што е за њума битно, а што е за мене било битно на тие години. И сваќам дека времиња многу брзо се сменисва. Спомна Керку. Знаемо дека си разведен. Ај љубавен статус во кој што... Одамна разведен. Одамна е многу битно да се каже. Одамна. Љубавен статус моментално да знаеме. Имам девојку, да. Имаш девојка. Да. Кажа си, у живот никад нема да фату девојка од Скопје и глумицу плюс, сек фати девојка од Скопје и глумицу плюс. Така Ај. излив Никад не гаси кажи дека што не. Значи, да, никад не реци никад. Тако ли вика Тоа е Славенде? страшна работа, страшна. И на крај за овој прв блок, дигресија скроз. Да, кад би ти понудиле да бидеш дел од некој политичка опција, дали би се нафатија некад и зашто не? Не. Не. И одма вика не, а? Одма не. Ај сега зашто не? Познавам. Да. Одма зашто не. Јас сум увек за тие, против тие што су на власт. А, увек си против? Дојде другите и против тие сум. Пера Дојде трети, контраш. и против тие сум. Што и не е многу тешко. Вечито контрам. Преgeска кажа дека поише сакаш комедија да глумиш, така ли? И најголем дел од глумци у Македонија сака поише да глуми у комедија. Затоа што трагедија го живи, бе, брат. И не е многу тешко да си против свако власт. Комедија е убава, Овој. истину искажуваш цело време, а народ се на тој смеја. Ти по нима удараш, они се смеев што ги удараш. Добро, супер. Па само за власт. Време е да направиме пауза. Тато бе, од што ти е помодрело око? А што? Од мислење, синко. Како бе, тато, од мислење ти помодрело око? Тако е убаво. Мислеше, мајка ти ке ме промаши с пепелјару, она ме погоди.
Ајде сега, полека намести се. Како? Како се намести? Значи, работиш и негде ти? Работу како не? Како пред директора, на коленца, лакти напред, напупи се и се опушти. Дека? Да. На колена? Да, на И колена. сега? Лакти напред, тако. И опушти се, не се секира. Добро. Полак само до... полака, докторе. Немој... Пажливо ли ќе биде? Да, ке. Добро. Ке пазду, не е проблем. Ај сак смркни панталоне и... Ај. Како? Чекај, и само панталоне? Не бе, и гаќа како само панталоне. Ајде. Да, и гаќа, ајде. Чек. Оно се упетляло. Ке се петля, ајде, не е толку проблем. Ајде. Добро ли? Абе, добро е, глесак, не е проблем. Гледај право, напред таму. Абе, нешто орбит бе да кустеш, малко нешто да... Биди пажнив напред, гледај, ајде. Ајде. Докторе! Па ти ми ги мене отвори очи. Кам да ви... Чекај. И, колко са ти убави, Очи ли? Абе, нема очи, не збору ја за очи. Вој бе, некако нога пред тебе што беше бе тој едни суви, едни мали никакви. Вој сочно, тачно си се види како... Абе, докторе, па ја сад Чекај, виду. Отвори ми ги ти очи, виду ги Бобане! Бобане, бре! Не ги целивај тие сестра со неа, ти братучетки, тука... Чекај малко, Докторе, бе, по тебе, ако не ти е прв пут, мене ми е... Ама чекај бе, сак ти мене ќе ме учиш, па мене не ми е прв пут, ќе ми кажеш ти како треба. Не знам, ама не тражи толку длибоко, нема никакво изненадење таму, што брцаш толку? Добро да чекај малко, јаш малко српки, чекај малко да... Доктор, жите се, пауза малко. Да зему ваздух, жите се. Чекай Малку, чекай. Докторе, да замолубе нешто, живти се. Кажи. Докторе, абе да ми кажеш нешто убаво. Тобе да ти кажеш, што Па нешто бе, не знам, кажи ми, сакам ти или свиѓам ти се барем нешто, не сум научи ја кој на голо без емоции кад работи овие работе. Ајде. Да, кој е? Здраво, докторе, здраво. Тули сум ја. Здраво, кажи што треба. Па, не бе, оние твои колеги ме пратило, викам, многу сте се задржале, па емоција да не си јавиле, тоа и такви работи. Добар си е, не броле, ке биде се по... Ти да не сакаш нешто? Па по другара дојде, може ли некако да му помогну нешто? Може да дојдеш да го смениш ако сакаш. Не, фала, докторе, фала. Колеги твои кажава, само го ми гурите работа, ај, чао. Ај. Секако кој кад сакаш нешто ти кажу. Значи, слано не. Не слано може, ама некој пут. На сланце да не искачаш, у сенку никако. Значи љуто, кисело, не. Секс да не помислиш. Какав секс бе, докторе, после овој работу нема више никад да го потерам мојуто и сега знам како е. На контролу после едну неделю. Добро ли е? Па добро е сек, значи на контролу после едну неделю. Добро. А ти ли бе, докторе, бар ќе бидеш? Ај намакни се малко. Ја ќе биде тој и другу неделю, не се кире. Молу те, биди ти кад бе смо се сак малци интимни пријатели, ја не може више овој с другога да праву, такав сам вржују се малци. Добро, значи овакој. Немој па ти другога да најдеш, докторе. Не бе, нема друга да тражи, него овакој сак да ти кажу. Значи, после операцију ќе треба да подпишеш едно документче, знаеш? Докторе, ќе подпишу с две руки. Само молу те, немој ти с две руки, молу те. Не, Јас с две руки. Што треба, што? Овакој, ти си кумановац, тако ли? Кумановац. Да. Абе, ќе ти текне, ќе отидеш таму у Ирак, Афганистан. Па ќе ви те разлокав таму, бе, таман ќе те направу како треба, разбираш? Ајде сега, стани, наместили се малко, ајде. Ајде сега, стани, полака. Тако е. Па ја не сум знае дека овој... Добро е, супер си ти, има да те направимо. Па тебе може ти е добро, бе, докторе, дали мене ми е добро. Добро сака, што е тоа, разбираш? Да иду ли ја? Да, иди, полака, земи јакно шалче тамо. Полака, иди. Добро, докторе. Па ќе се видиме. Ајде, па ќе се видиме. Чека, мили ги руки? Па не сам ги мие када ги изми. Па еве, што има веза, па ти мој го феќа. Не си тој. Фала ти много. За едну неделю, ајде па ќе се види. Бобане! Полак. Па не може побрзо. Бобане! Оди бре, Бобане! Не знаемо што смо, ама еве не па.
Туј сме. У студио Марко Трајковиќ, наш гост. Има смо малу полемику док траеше овај пауза, зашто се наведнува и вика Коки, па што толку читаш, па види и тргни се. Па не видуе. А има доктори за тој што не Па види. има, дали ми научаре, носи ги овие научаре, не може носно да ги ставljam. Него беше ми работа за овие научаре, имам едну дилему. Ајде. Пошто Марко е глумија таквога лика, намерно ги понесе. Кажи Марко, добро ли не стои овако? Не мора супер, са на овакву фацу не може кој знае колку добро За да такву стои. фацу супер. Добре, Да. добре. И само Нешто на такву мано, фацу нешто може да стои. Ти што мислиш? Што ја да мислам, ја носам цел живот науче за твој науче ќе коментирам. Нешто мано, нешто да најдеш да У кажеш. ноќ онако у ноќ кошка како си- ќе видиш се снима, друго све супер. Друго окей. Не бе, не, одлично се гледа. Еве и кој се гледа супер. Еве. Што збори? Не, стави. Ај пробај да прочиташ. Добро се гледа. Ама ја исто виду. Не вида и се Дека снима. супер се гледа. Супер се гледа. Знаеш што ми вика? Женски биле. Женски биле. Не, па ја зашто доби награда? Ми паднале. Стој брат. Знам дека кај вас тука добрите дела се наградуваат и со малку пари. Види како ти падна. Дојди да ги земеш. Се шегувам. Се шегувам. И сега што да правиме? Сега, што да правиме јас? Джабе не работам, а пари не земам. Марко! Заглуми се ти, брат! Намали! Како да врати? Намали на двојку! Не, господине Виола. Тоа не ти важи. Без пасош. Абе, не ли зема награду? Абе, тој ли е комисија? Дајте му још едно житиство! Не, ќе вратиме, не. А за странец како тебе може и Люсиджук до пикант. Или како што добикаме тука кај нас, лют суджук. Чекам, Претерали, пали претера, што? мои мене ми се уорни. Идемо на крај. Рипегата идеал, или на крај. Човек не лъже, уарнило му се. Ма на njega, ајде, не знам што се толку смее, дали на njega му се врни. Он машта. А, па добро, па тоа Абе, е нели поента. Коки не е тој што Моја беше. машта веќе. може свашта. Театар, филм или стендап? До сега, еве, филм. Прв, кажа, тако ли? Прв. Мислам прв. Званично втор, али јас си га рачунам како прв. Кога Милчо Манчевски у Кајмак појави се еден пут тако кадар, кажа Да, едну не ги реплику. излечева кадар. Не стависва га. Да, браво, че Стависва, фала. Стависва га И едну ништо, реплику ми награда, стависва. нешто, не у конкуренција, слав си ви. Дневница. Дневница. Тамо не, дневница. Опа, ете, символично. Да. Материјално, динг, дневница. Овој беше веќе имаше повише снимачки денови, поголема улога у филм. Ептен беше скептик за како ќе искочи, ама на крај кад виде публика како реагира у киносалу, јас презадоволен сум Да, како браво, искочи. браво. И Генерално цел филм. Зашто толку малку се снима, бе, освен рентген што има снимци овамо свак ден многу и тие се почнаа модерни како ги викав тие, ЦТ скенери. Добро. Главе, Зашто бубрези. уопште малку се снима у Македонија? Да, така? тој ме интересира. Зашто Помако, едини снимки се овие, рентген снимки и тоа е. Највише тој ми не се снима, човече, серија не се снима и сека ќе ми каже некој немогуќе одека не може да прифату. Гледам, еве ќе кажу, јавно нема везе, Пинк продукција што прави. Човек почна да снима филмови. Годишно, отвори театар, приватно. Почна да снима филмови за серија, да не збориме више одамна се снимав на српски телевизии. Значи Зашто не вика се се дека Јесу ако пута три нема од нас. буџет, Јесу Драгане, пута три од ако нас. нема буџет, нема да снима. па Фактички не, ми ако- не га најдемо овдека буџет да би могало
целата е приказна да се заокружи. Ако ги Немој да мислите крадемо дека паре, нема- нема да има буџет. Е, па за нешто нема буџет. За нешто и увек за култура Не за нема. културу или за нешто, због нешто Не, бе, лошо. се- Жал, увек Увек култура може. е тај што настрада. Значи, не зборимо за Америку, не зборимо за Холивуд, не зборимо за Индiju, Боливуд. Да, бе, зборимо за Зборимо Македонија. за државу која е пута 3. Еве, пута 3 или делено с 3 да снимамо ми. Договорен? Ај, ја, А сега не, пута 3. Да, тој Нели супер. кажамо, још од Ке кај почна почна. пишувaju песмички за деца. Пута 3 да глумимо ми. Сви. Да, сви. Немамо ноге. За сви. детски фестивал ти си спреман, готов си, пешен Готов. да напишеш. Каде нас Пола е песме генерално и недостиг на идеи за самите тие ствари што треба да се снимав. Што го потикнуе, кажи, Добро сценарио фали. Прегаска зборимо, нели, парична награда е убава награда. Убаво. Нели, зборимо Нобелова, па парична награда. Да. Ако има направено некој буџет, имам ја, например, паре, тури јас сум, карикирам, 100.000 евро джеп, и мислам дека ако направу такво нешто, дека ќе ми се врати в паре. Дали толку нема луѓе во Македонија кои ќе дадат паре, кои ќе уложива, кои има добра подлога? Имаш ли- Нели има може да искочи песма на напишан текст или на напишану музику. Добро. Дај музику па ќе го направи текст, или дај текст па ќе направиме музику. Има колку Ништо ли има. нема Што куде е нас? проблем куде нас? Има. Има. Зборимо, ништо ли нема куде нас? Не, има. Има луѓе с паре, посебно секо последно време, што мислив дека можев да спонзорирав такви проекти. Да. Се куде е проблем? Е. Проблем е у его на самите тие луѓе. Ја имаше дешавко баш куде нас, викавне луѓе ајде ќе снимамо, значи правиме муабет, не ни именуј никога, али луѓе с паре што сакав да снимив серија. Тако е, да. И супер. И он ступува у контакт с глумци, с режисери, с драматурзи, сака све тој да го склопи, сака све тој да изгледа профи. И на крај, истиот тој газда на тој фирма што го спонзорира проект, сака да биде он глумац, он режисер, он да си го пишува сценарио и така дале. Значи, мешав се бабе и жабе. Жабе. А не е тој само у тој струку, тој у сви струке. Бабе, жабе и паре се мешат. Тој е и куде нас у театар, свак сака на све да работи. Значи, држи си се до твоју работа. Ако ти си глумац, глуми у тој театар. Нема што да се занимаваш с политику на театар. Он треба Да, да или продуцира, се- да. Тој Тако е ли? случај. Сакаш да режираш, биди режисер. Тако е. Не бива и режисер и глумац и не знам што све по список куде нас. Тоа е балкански синдром. Сви су универзалци. Дома кога ти се поквари нешто, прво сам го дзирнеш, па после викаш мајстора ако го поебеш. Да. Така викаш за две Нели? штети. Јас све друго само струјне. До главно тој не го направо штрак. Страничен струј. Ми ги И заебавамо. тој кад го направил проверу со вазометар. Европјани много ги места. заебавамо дека за да смени сијалицу електричара вика дома. Можда тоа е систем што функционира. Кога нас е ја и кум га гледасмо систем. Гледа. Фризурово кој. Вика, много ме страо струј. Колко те тој страо струј? Много. Не дај Боже. Абе, вика, ставо го пиперку да го испечу. Сува пиперка. И кога треба да го обрну, ја исклучу рингу. Обрну пиперку, па уклучу Па рингу. уклучу. Тоа е веќе Стра. друго ниво. Тој Сигурница? прошли запад. Леле. Види, у свакој емисију, нели, нормално ние што не се од Куманово, ја ги терам да ми читам на кумановски. А што сега марата да не ќе ја тераш на француски? на арапски. Прочита нешто и на арапски. Не бе ќе ајде да видиме пошто имаше ќе збориме македонски, затоа му спомена кумановски да видиме како читат кумановски. Да видиш како чита на кумановски. Не, убав е, муабет е убав, не за друго. Ајде да видим. Мужи туѓо мислење тешко прифаќав, ама за тој туѓу жену одма го прифаќав. Не, убав муабет. Колко смо ми карактерно слаби. Мановски А? афоризми овие. Еј, туѓо да е, па макар дупло Комшиска поружно црешња твое 100 пат поубаво. И забрането да е. Оние што су под Куманово, например, Марче да би ga замолија да се стави улогу, нели, има и некои вежба на факултет, имате такви. Оден пут и каже стави се улогу на тој и тој, да видиме кој ќе реагира. Да, да видиме што е. Ти си презентер. Седиш на овој сега, нели, нема како порано тој да измислуваш или да читаш од овој и скочи ти на оној На идиот идиот. што ga вика. Да. На идиота, да. Да, и има некои идиоти што читав од идиоти, тие Не што мариш што читав читаш. поголеми идиоти, али некако го прочитав. Али замислите добар презентер и искочити овакво нешто на идиота, Кое треба на да ги промптер, читаш. кој треба да го прочиташ. Ама пази, искачи, мора да читаш, ама одма да го прочиташ. Одма, у тебе гледам, не знам што е. Спремили ме. Нема договор. Овој како да ќе проваѓаш или нема да А пројдеш многу на сакам овакви оптимистички вести, кад су вести иначе. Вести ли? Весте и многу оптимистичка, многу сакам. Ајде, На Кумановски ли? Не, македонски. Македонски? Македонски. Ми сме Да кумановци, се да се прошалкам. пробам во македонски. Ајмо.
Растот на македонската комисија според проекциите на Министерство за финансии за оваа година е 2,1%, а за наредната повеќе од 3,5%, додека буџетскиот дефицит 4%. Ова истакна министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска во интервјуто за Гласот на Америка во Вашингтон, каде учествуваа годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Доволно. Доста го не. Па ти кажи дека нема празно место. Запирка има ли? Запирка, тачка има ли? Нема ништо. Ништо нема, така Ја и вчера читам текст да снимам нешто. И јас спремам ќе снимам, нема проблем. Сега да се спремам да вежбам, прочитаја сам милион текстови. Аха. И ти да, за овај текст пола и повише овакој. Знаеш колко време сам снимај? 6 стране, сат и пол. Сат и пол. Знаеш колко е тешко да се прочита? Браво, мајсторе. Тешко е. Тешко е. Ток да го пофаќаш. Стварно е много тешко. Кад смо кој дијалекти владаш ли некој друг дијалект? Да се, ако веќе почну да правам обед с луѓе од други градови и кад ќе ме завозив и ја морам да ги возам Можеш ли на некој виц дешавка, ни кажеш на Струмички, на Охридски, кој ти ја најбољи иде? Виц дешавку на Струмички на Охридски. Ако сакаш дај си време, не мора. Имаше еден момак, идемо на моторели, момак, господин, имаше 80 и кусур години. Идемо на помлада генерација. Ако нас, тако вика, еве сега Стојан Чангеловски се подготвува за трансфер во второлигашот во Италија, тој е наш перспективен фудбалер, кој треба да биде носител на играта во блиска иднина на нашата репрезентација. 32 години, додека е топката во воздухот, да ги сообштам имињата на играчите. Идемо на моторели, седнуемо, паузираме у виницу с моторџије и седи карши кафичко де што ми седимо, на едно дзъче постар човек и сако овие што седесва колега с мотори од страна, да ме кај да ga приберемо човека вручине, знаеш, нека пие едно кафе, ке га частимо, сигурно има некој причу за кажување, што тоа е супер, тоа е ретко кој ga прави, али увек знаеш дека нешто интересно ќе чуеш. Дојде Чиче, седна, почасва на заебанцiju да му зборив Чичо, вика, ти бија си, вика, другу светску војну, вика, партизанци бија, вика, било е тој, вика, бугари су доваѓале. И вика, беме, вика, беме тука партизани, вика, у Виница едно, 70 човек. И викам, браво, викам, супер, знаеш. И како, викам, идеше тој све. Па, дојдо оние бугарите фанаа да не тепат. Почале да ги да ударав ќутек по брат, значи забрави пушки и пиштоли. Дошле и вика, ние така беме малку млади, знаеш, на комар малку појке. Викамо, добро, проблематични у град, дошле бугари и по цело прича они почнале да ги тепав сви проблематични. Да. И ние што да правиме, вика, и гледаш ва Ридо и отидеме горе, вика, бегаме у Ридо. И нас доле почнаа да не викат партизани. И ми викамо, добро, па што веќе прича си вози. И викамо, што горе у планину, што прависте? Ништо, што да правиш? Играеш карти, пиеш ракија, вика, комар, нешто, викаме едење. Као гладнеш, се спушташ доле у градот да земеш нешто за едење. И имаме, вика, така едно 5-6 пушки, вика, ние околу 70 души горе беме. Све омладино измавале. Да. И викам, како се спустите доле? И спуштиме се доле, вика, земеме нешто за едење, вика, и на враќање, сакате ли да пукнеме на бугарите? И свите млади као, ајде, и земе од шуму, вика, наместеме си онака, у касарната, па-ба-бао, пукаме и бегаме, и бугарите не тражат, вика, нема тоа, не може ги најдев. И такој, вика, тој репетитивно, реплицирав, од време на време. Забра, пас нема едење, пас се спуштив доле. Кас нема едење, обавезно. И цело време е била прича, ке пукаме ли на бугарите, и тоа е било главна заебанција. Значи, ама не пуцаш да ги погодиш, него да ги заплашиш. Ете, чисто да ги кажеш, ми бемо на едемо се и се враќам. Арно, вика, така, вика, еден ден, останаме, вика, 54 или 56 човека, вика, таму горе, вика, и кидеме ли да пукаме на бугарите, кидеме да пукаме на бугарите, спуштиме се доле, нема ги бугарите. Германците дошле. Вика, и сега шо ќе правим? Да пукнеме на германците, па ке пукаме, бе, вика, и на германците. И земаме, вика, наместиме се, така, вика, 54 човека, вика, наместиме се и... Па-пау, почнаме да пукаме на германците. Лелеко завртеа топовете. Кафанаме да бегаме, вика, почнаа да пукат топовете и зораа планинта, маму да еба. 7 души останаме.
Сега види, што се тиче дешавка, да, изгинати, тоа е све, ама другаркат кажа, ко завртеа топовете, ми попадасмо стран, значи не су германци, не су бугари. Не, нема играч. Епа не, дека оние бугарите нели биле администратори. Они са спенкала и ки ги гаѓа. А и они како тебе, они како тебе. Саки скочи дека стварно биле администратори, не важи. Овој беше улога на Марчета, овој беше улога од представа, овој ништо не важи. Марче, за крај, која е следеќа награда која планираш да го освоиш, пошто кој не го фатиш, ти награда не го добиеш? Па тоа е добро. Тоа е добро, да. Наредно планирам, ако не е тај за животно дело, што тој планирав го заедно за 30 години. За 30 години, добро тој. 30 малко е. Колки ко мај спрејам? Да, па ја. Црта мога, почнемо да го цртам. Ја за 30 години, што е проблем? Ако не е тај за животно дело, ќе видиме наредну годину, још на последни пат пред 2 години ви ga најави тога Калигулу, еве га наредну годину конечно проваѓа. Ќе го постави, значи ќе пројде, Ставија сам се у тренинг, сам веќе 3,5 месеца за тој улогу, надамо се на премиеру во април, да биде нешто што до сега театар каде нас у Македонија не е видеа. Изборимо тој ќе биде каде нас у Куманово. Така е? Така да ја чекам. У Кумановски театар ќе си биде гости од цела Македонија. Кај ќе биде да ни кажеш да поканимо гости од цела Македонија. И сигурно сега остана уште многу прашања неодговорени, оние кои што не ги не смислив, затоа да привршуваме и да поделиме награди. Не се чуди, ово официјално на македонски мора. Ова е награда ми е. Ова е награда ми е. Тие што се јавјат на медиум, тие су награди, ово су подароци. Скромни од наши спонзори, пријатели, Арис, чуена фирма. Јас сум у домаќин лк на најако пуштен, тако да овој сигурно ќе ми се најде. Још си беќарски тер, што голи? Или не? Мешано. Сам готву, сам чисту, сам перу, сам пеглам, не е По беќарски здраве, по беќарски здраве. Сам, па како знам. Сам, што... Не, некад кад се погоди. Да посакаш да останеш сам. Ки дека дадемо и овој дел погледнаме, па ја си ги врати. Бучен козек. Добро, овој сиренце, жутко сиренце, јогурче, пробиотско за стомаче. Супер. Марче, понекад ти забрави да го даде поклон, задржи си руке и чав, ке си мало стомаче. Дај на човека поклони. И сега намерно сака да каже дека ја поклонче. И ресторан Етносело Клинчевски, ваучер 2000 денари. Марко Трајковиќ, добро е, не си га погрешија, па да ga пишеш Трајановиќ. Ако иде сам га тој ја погреши. Тој ќе треба ли да погреши га представувајќи га у прошлу емисију. Гости е Марко Трајановиќ. Представувајќи. Па тебе бе да ти дам да ги обезбедуваш гости, ке забравиш, ке погрешиш кога да бикнеш, бе, а не да го погодиш и Фала ти што беше наш гост, посакују ти што и да планираш да ти се оствари, посебно овој што га нагласи. О, да. Тоа го чекамо веќе тој проект и да ги поканимо сви од Македонија у Куманово, конечно да биде и Куманово туристички град. Да ги вратимо. Па да има, кога да вратимо, не сме имале никад туристи. Печалбари да ги вратимо. Печалбари, оќемо, њекња. Ауслендери се вика. Ако не отидемо и ми. Ауслендери. Размислуваш кој? Ја кидо, размислувам, кидо папа. Ја не знам ти дали размислуваш, ама ја мислам да те праќам негде. Па тоа би било се. Фала ше пот. Фала што ме примисте, видимо се наредно прилика. Си увек. И ви, немој да забравите. Увек добре дојдени и још малце бидете тој да завршиме до крај. Мислам дека јас ги споменав на почеток венчавките дека можете да ги организирате, ама од година во ресторан еден. Јас многу ги сакам венчавките, многу така делуваат на мене, како да ви кажам, ми се иде дури да избегам од онака што се разнежнувам. Посебно некои од нежните моменти на венчавките, како што е оној дел кога двајцата ќе си кажат се додека смртта не раздели. Сега напрснав се најжив целиот, мислам дека и вие можете секогаш по таа реченица да забележите блага промена во вид на саркастична насмевка и кај двајцата учесници во драмолетката со наслов Венчавка. Па во таа насока, еден маж ја прашува жената: "Добро бе, женче, што и утре јас ако рипнам и рикнам, ти ќе најдеш друг, сигурно, не?" "Не, без срца, нема, еве ако треба да бидам сама, односно да не бидам сама, ќе останам да живеам со сестра." Така. "А ти? А што јас ако рикнам, ти ако останеш сам?"
Добро бе душо, еви јас немам за мене да не видам сам и јас ќе останам да живеам со сестрата. Не морам да нагласувам дека сестрата очигледно изгледа добро за нејзини години, а? Не за друго, туку очигледно и двајцата се на исто мислење дека ќе живее подолго од нив, бидејќи и двајцата сметаат на неа и живот со неа по нив. И јас сметам дека таа очигледно и изгледа добро зашто не е мажена. Па така си очекува подолго да живее, нели? Сметам и уште едно. Сметам дека е време веќе да се одјавиме и заминеме за да можеме повторно да се вратиме веќе следниот викенд и тоа секако заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак за добар вкус. Алфи Техно Центар е тука и во Скопје и во Куманово, каде сакат имаат безброј производи, единствено место каде има се на едно место, детергентите од Арис, наши пријатели, а тука се и оние незаборавни моменти и спомени, посебно од венчавките во комплекс Етно село Тимчевски, а наскоро и во ресторан 1, 2, 3. Ајде да се скриемо сви. Како бе, тато, од мислење ти помодруело око? Па тако ми помодруело. Не сакајќи со пепелара во гласа. Еден од тој Годите од деците, бе, ги политики, бе. Сеќаш ли се на оној сцена од Ниски страсти? Шерон Стоун кад се двое. Како му беше име?